Почитувани гледачи, почитувани ловци, добар ден. Денес се наоѓаме во околината на Штип, односно на територијата на ловното друштво Ловецот Штип. Денеска е вториот ден од манифестацијата Денови на македонското ловство. Вчера се одржа во собранието на општина Штип, каде присуствува министерот за земјоделие Цветан Трипуновски, министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, председателот на Ловечката федерација Владко Алексовски, кој се опреди пред присутните во салата и кажа неколку зборови во врска со 79 годишнината од формирањето на Ловечката федерација на Македонија. Се обрати и министерот Цветан Трипуновски. Накратко, во врска со тој настан, ќе погледнете прилогот кој следи. Го проследивте настапот на градскиот хор Шчипјани од Штип, а пред да го поканам председателот на Ловечката федерација на Македонија, господинот Владко Алексовски, да ви се обрати, дозволете ми да ви презентирам еден краток историјат за постоењето и работењето на Ловечката федерација на Македонија, како и за ловството во Македонија. Ловечката федерација на Македонија е граѓанска организација формирана на 18 април 1946 година. Оваа организација е најстара и најмасовна во целата држава. Основна цел, поради која што е формирана, е да ги обединува локалните ловечки организации, да се бори за нивните интереси, да се залага за подем на ловството и заштита на природата. Ловечката федерација на Македонија ги обединува ловците, младите луѓе и љубители на природата. Бројката на ловци постојано варира, но се движи околу 25.000 ловци. Целата територија на државата е поделена на 266 ловишта, од кои 10 се со посебна намена во национални паркови. Еден е за научно-наставни цели, 5 се државни и 250 се концесиски
ловишта. Македонските ловишта се посакувана дестинација за посета и лов на домашните и странски ловци, бидејќи во нив се застапени сите видови на автохтон дивеч, како и многу видови на алохтон дивеч. Ловечката федерација на Македонија на меѓународен план е членка на Меѓународната организација за заштита на дивеч и диви животни и учествува во повеќе проекти од меѓународен карактер. На внатрешен план, Ловечката федерација на Македонија учествува во работни групи за изработка на закони кои директно влијаат во одобрувањето на состојбата на ловството, како што се Закон за дивеч и ловство и Закон за оружје. Ловечката федерација на Македонија е социјален партнер на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Ловечката федерација на Македонија организира надпревари во ловно-спортско стрелаштво, смотри за регистрација на ловечки кучиња, врши евиденција и оценување на ловечки трофеи, како и организација на државна изложба на ловечки трофеи. Главната мисија на Ловечката федерација на Македонија е одржување и зачувување на природата и животните кои живеат слободно во неа, како и совесно управување со дивечот и ловиштата. Поттикнување и охрабрување на младите луѓе да станат ловци. Едукација и подигање на јавната свест на ловците и на неловечката популација за значењето на ловство како стопанска дејност. Одгледувањето и заштитата на дивечот и суштината на самиот лов во духот на ловечката етика, ловечката традиција и обичај. Соработка со домашни и странски ловечки организации. А сега го поканувам председателот на Ловечката федерација на Македонија, господинот Владко Алексовски, да ви се обрати. Почитувани колеги ловци, почитувани представници на корисниците на дивечот во ловиштата, ценети пријатели на Ловечката федерација на Македонија, пријатели на ловството, на дивечот и природата, добро вечер и добре дојдовте на свечената академија по повод роденденот на Ловечката федерација на Македонија, 79 години постоење на ЛФМ, која што ќе одбележиме преку манифестацијата Денови на македонското ловство. Добро вечер на сите и уште еднаш добре дојдовте. Среќен сум и на мое големо задоволство вечервас со нас и сакам да ги поздравам министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, господинот Цветан Трипуновски. Министерот за внатрешни работи, господинот Панче Тошковски. Делегација на Ловечкиот сојуз на Србија, предводена од господинот Братислав Чирковиќ. Првиот човек на општина Штип, градоначалникот господин Иван Јорданов. Државниот секретар во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, господинот Борче Серафимовски. И сите останати представници на релевантни државни органи и субјекти, кои што вечерва се со нас, со своето присуство, укажаа почит и респект кон Ловечката федерација на Македонија и кон ловците. Ловечкото здружение Ловец од Штип е едно од најстарите ловечки здруженија во Македонија. Постои 75 години, одговорно, домаќински стопанисува со штипските ловишта, во духот на ловечката традиција, водејќи се од ловечката етика и ловечкиот морал. За подсетување, во изминатите неколку години, преку нивната врвна организација, организираа над 65 хајки, а последната хајка беше од хуманитарен карактер, а собраните средства беа донирани на семејствата на трагично загинатите во несреќата во Кочани.
Манифестацијата Денови на македонското ловство финансиски е поддржана од ресорното Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство, што уште еднаш покажува дека релациите на ЛФМ со ресорното министерство се на високо ниво, взаемно се поддржуваме и се координираме во сите заеднички активности кои се во правец на унапредување на ловството, активности со кои ќе се гордее секој чесен ловец во Македонија. Конечно, благодарение на разбирањето кое наидовме од страна на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, се направи еден голем исчекор на задоволство на сите нас со воведувањето на електронски начин на аплицирање, придобивање на одобрение за набавка на ловечко оружје, а како што сме договорени, во следниот период ќе биде формирана работна група за изготвување на нов закон за оружје, закон согласно европските директиви, многу полиберален закон, и да се реши овој проблем кој што не тишти во изминатите години и секој чесен граѓанин, секој чесен ловец кој што согласно законот за оружје исполнува услови да си добие одобрение за набавка на оружје. Спомнав за два големи проблеми кои што се надевам во блиска иднина ќе бидат решени, но има и убави работи кои што имаме да ги презентираме тука пред вас, посебно на моje големо задоволство како председател. Вечерва сакам да ви презентирам после 20 години пауза повторно издавање и печатење на традиционалното ловечко списание на Ловечката федерација на Македонија Ловец. Ова е првото издание после 20 години на списанието Ловец. Во прилог на Ловец имаме она што сме го ветиле, го исполнуваме на македонските ловци, годишен календар на лов со календар за лов по видови на дивеч, главните ловстопански видови. Тоа е едно едукативно катче за сите, би рекол, млади ловци, а и за оние кои што сакат да ги следат актуелните измени во однос на ловостојот согласно законот за дивечот и ловството. Вечерва имам одреден број примероци на ловец кои што на присатните ќе бидат поделени, а од понеделник ќе пристапиме кон дистрибуција на сите корисници на дивечот во ловиштата. Секој ловец кој што има добиено ловечка легитимација издадена од Ловечката федерација на Македонија, бесплатно ќе добива списание Ловец. Ловецот ќе излегува квартално на 3 месеци, значи 4 броја годишно. Помина долг период, долг пат од далечната 46-та година до денес, од основањето на Ловечката федерација на Македонија до ова вечер, кога тука сме соберени да го одбележиме роденденот на нашата федерација. Пат исполнен со многу турбуленции, со многу подеми и со многу падеми. Но среќен сум што конечно Ловечката федерација на Македонија доби законски надлежности и овластувања, е партнер на државата, посебно на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, и заеднички ќе се бориме за реализација на сите зацртани сфери во духот на унапредување на ловството во Македонија. Ви благодарам на сите за вниманието. Да сте живи и здрави сите. Нека е жива и здрава, среќна, долговечна Ловечката федерација на Македонија. Нека е немногае лета. Го поканувам министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, господинот Цветан Трипуновски, да се обрати на присутните. Благодарам. Почитувам председател на Ловечката федерација господин Алексовски, почитувам колега Тошковски, градоначалник на општина Штип, државен секретар во Министерството за земјоделство, дами и господа, почитувани ловци. Вечерва се прославуваат 79 години од постоењето на Ловечката федерација на Македонија. Токму Ловечката федерација ги обединува сите локални ловечки организации и ги обединува любителите на природата и ловците во државата. Манифестацијата Денови на македонското ловство е поддржана и од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Вечерва
Заедно со председателот во текот на вчерашниот ден потпишавме и договор каде што обезбедивме 600.000 денари токму за оваа манифестација да се одржи оваа година. Нашата цел како министерство е да ги продолжиме овој вид на манифестации со кој што ќе се промовира македонската посебност и македонското богатство. Ловечката федерација е социјален економски партнер на министерството, заедно преку координација и секојдневна комуникација договараме, придонесуваме и работиме за подобро ловство во Република Македонија. Нашата заедничка цел е одржување и зачување на природата и животните кои живеат слободно во неа, како и совесно управување со дивечот и ловиштата, вклучително и грижата за истите. Посакувам многу успешни години на Ловечката федерација, заедно да соработуваме и да допринесуваме за подобрување на оваа состојба. Изминативе месеци, преку секојдневна комуникација со Ловечката федерација, го трасиравме патот на едно модерно ловство, работевме напорно на измена на законот за ловство, на сите процедури кои што се во насока на подобрување на оваа категорија во Република Македонија. Во наредниот период ќе продолжиме и ќе ги собираме плодовите од оваа 9-месечна работа заедно со Ловечката федерација. И јас како министер ветувам дека во наредниот период интерес ќе видат само вистинските ловци во Република Македонија. Заедно ќе работиме на негување на ловечките обичаи и традиција кои што ќе промовираат унапредување на дивечот и зачување на природата во Република Македонија. Ви благодарам. Жива цел, господин Горан Шубашевски. Господин Јоко. Да не должиме, со ово обраќање официјално ја отворам манифестацијата Денови на македонското ловство и поканувам во фојето
да последиме изложбата на ловечки трофеи, рачно изработена ловечка опрема од кожа, препарати од дивеч, соколарство и ловна кинологија. Поведете. Така ја мислам, директно дали ме па циган толку не немат нашите 300 души. Почитувани ловци, денес се наоѓаме на теренот за лов на ловното друштво Ловецот Штип, каде ќе пуштаме фазани на територијата најпогодна за опстанок на овој вид на фазански дивеч. Покрај мене е ловникот на ловното друштво Ловец, господинот Стефан Панев, па ќе каже повеќе во врска со денешното пуштање на фазани. Добар ден. Добар ден и добро дојдовте на овденешниот настан. Значи, моментално се наоѓаме на едно од нашите ловишта, кое е наменето за сите дивеч. Воедно, значи, каде ја имаме како ловечко друштво една таква програма, која веќе 3-4 години ја реализираме, односно програмата ја опфаќа населување на фазански дивеч во нашите ловишта. Моментално, значи, како што кажав, се наоѓаме на ловиште кое и секако ги исполнува условите за населување на овој дивеч. Во предвид на денешниот ден да се населе некаде околу 100 фазана на ова ловиште. Инаку, освен ова ловиште, во предвид се опфатени се и останатите ловишта кои стопанисуваме, значи во текот на наредните активности ќе имаме повеќе вакви како да кажем, активности кои што ќе населуваме активно фазански дивеч.
Дали досега имате населувано фазани на овој терен денеска што ќе се пуштат? Да, значи моментално на овој терен немаме населувано, значи во соседниот терен имаме населувано, така да сега ова е како нова површина, нов терен, каде имаме во предвид денес да ги населиме новите фазани. Така, дали обстанокот на фазанскиот дивеч на претходниот терен има резултати? Дали се гледа по теренот, дали правевте увид на теренот колку е размножен фазанскиот дивеч? Па, да ви кажам, имаше позитивни резултати, значи во претходните 2 години како што ја извршивме ваквата активност, имаше, значи не целосно, сакам да кажам, значи, али имаше позитивни резултати каде што имаше забележано од страна на стручната служба на ловното друштво Подмладок, значи тоа го гледаме како некоја позитивна цел. Сакам да прашам уште нешто, дали ловците имаат можност да отстрелат од овие фазани или во моментов заштитен ќе биде теренот неколку години? Во моментот се уште немаме одобрено за отстрел на фазан, бидејќи нашата идеја е да можеме да го зголемиме неговиот фонд на нашите ловишта. Доколку дојдеме до таа бројка која што сакаме да постигнеме, да можеме во следниот период да имаме застрел на фазански дивеч. Да. Добро, ви благодарам. Благодарам и на вас. Покрај мене и представникот на Ловечката федерација на Македонија, господинот Денис Станчев, кој е иначе и председател на Државната комисија за оценување на ловечки трофеи. Добар ден. Добар ден. Ке кажете нешто повеќе во врска со денешната активност е населување на фазани на територијата на ловното друштво Ловец Штип? Денеска, како втор ден од агендата кој го имаме денови на македонското ловство, имаме чест да допринесеме за развивање на ловството и да го збогатиме фондот на полезен дивеч, тоа е со фазан, на ова здружение, каде напорно и позитивно се работи за воспоставување на добар бонитет во едно ловиште. Така. Сето тоа е благодарност и голема благодарност од Федерацијата до Министерството за земјоделие, до министерот пред се, кој безусловно застана за се позитивно кој се работи за унапредување на ловството во Македонија. И ни даде безусловна поддршка на сето тоа. Набавката на фазанскиот дивеч е по налог на Ловечката федерација на Македонија? Набавката на фазанскиот дивеч е извршена преку јасен, а истиот тој фазански дивеч ги избогатува ловиштата низ Македонија. Денеска ја имаме честа да го збогатиме бонитетот на ловиштето во Штип. Така, во план ви се да збогатите терени на други ловни друштва или како е планот? Ние како федерација се бориме за унапредување на ловството, така да ќе настојуваме во што поголем број здруженија да го направиме истиот чекор и да допринесеме за богати ловишта и развивање на ловечката култура на едно повисоко ниво. Така, дали има во план Ловечката федерација да го збогати теренот низ Македонија и со друг вид на дивеч освен фазанскиот? Се работи на тој план? Значи секако се што било автохтон дивеч претходно, сакаме да го вратиме назад, ќе работиме на секако на нови проекти за населување на дивеч низ Македонија. Поготово на реткиот дивеч како ербицата камењарка, на пример. Еребицата камењарка ни е заштитен знак и за неја мораме да се избориме максимално за да допринесеме да ја зачуваме и да ја имаме во што поголем број. Исто така ќе се бориме и за жувување на фондот со полската еребица, која не е многу битен. Секаде веќе постепено се забранува и се дозволува само за тренинг. Кај нас се уште имаме во некој солиден број, меѓутоа мораме максимално да се ангажираме да го зачуваме тој број и да го зголемиме тој број, не само да го зачуваме. Затоа што со темпото кое беше до пред неколку години немаше да остане уште многу. Така, сакам уште еднаш да ви го честитам роденденот, 79-тиот роденден од формирањето на Ловечката федерација, па да се видиме на 80-тиот јубилејниот датум, нели, до тогаш да се пофалите со повеќе вакви успешни акции. 80-тиот роденден, јубилејниот, ќе го организираме во уште поубаво и ќе допринесеме за уште понапредно ловство на едно многу повисоко ниво во Македонија, каде што ќе се доближиме до сите европски стандарди. Така, гледам во синоќешниот настан што беше организиран во општинската зграда, имавте и гости од Србија. Каква е соработката со соседите од
на Македонија? На меѓународен карактер соработката ни е на многу високо ниво, како со Србија, така и со останати земји, Бугарија, Хрватска, Црна Гора, Така. Босна, Словенија. Во скоро време имавме потпишување на доста договори за меѓународна соработка. Сето тоа допринесува за едно позитивен чекор, движење напред на македонското ловство. Така, верувам дека идете во тие соседни држави, гледате како функционира ловството и најдоброто од таму го носите во нашата држава. Сакали или не, позитивното искуство мораме да го купиме од надвор за да го донесеме кај нас. Така, ви И малку посакувам- поголема едукација да Така, воведеме. ви посакувам многу среќа и успех, па се гледаме во некоја наредна прилика. Ви благодарам. А сега да го направиме тоа за што сме дојдени на овој терен, да ги населиме фазаните во овој прекрасен терен на ловното друштво Ловецот Штип. Да го направиме вистинскиот чекор, Така. да го збогатиме ово прекрасно ловиште, кое е надалеку познато како на македонските ловци, така и на странски ловци кои доаѓаат овдека да ловат. Уред, ајде да видиме се. Простите после да може заедно со това. Не мога да по-добро да не спомнува, пошто не... А? Да пуштаме? А? Може, јас сум спремен. Ајде нека се размножуват. Браво, браво, браво. Еви две фазански јајца, значи додека биле транспортирани фазаните, оставиле белег за див по едно јајце. Се надевам дека од овие ќе исклучат пилиња. Тоа е тоа. Е, нашата ще пуштам нормално човек. Има някакви фазаност. Дай го фазаност. Не е тук. Тато, купите јајца или? Нема јајца да фала. Почитувани колеги ловци, почитувани останати пријатели, почитувачи на дивечот, на природата, на ловството, на Ловечката федерација на Македонија, во склопот на дводневната манифестација Денови на македонското ловство, по повод 79-тиот роден ден на Ловечката федерација на Македонија, символично одлучивме во програмата да предвидиме населување на фазенска дивеч во ловиштата на ЛЗ Ловецот Штип. Утрото представници на ловечкото здружение населија поголема бројка на фазани, а сега тука на стрелиштето Стрелец во Штип, покрај вашата брегалница, одлучивме да пуштиме 15 на фазани, да ја збогатиме убавата идилична гледка на останатата неловечка популација на граѓани од Штип, кога шетаат покрај кејот на брегалница, секогаш да имаат пријатно изненадување со овие убавици на природата. Еве, ќе го пуштам првиот, а потоа и останатите фазани.
мајка Македонија. Почитувани колеги ловци, почитувани представници на корисниците на дивечот во ловиштата од Македонија, добро утро и добро дојдовте на вториот ден од дводневната манифестација Денови на македонското ловство по повод 79 годишнината од формирањето на нашата Ловечка федерација на Македонија. Вториот ден го започнавме утрово со населување на фазанска дивеж во ловиштата на ЛЗ Ловецот Штип, гест кој што на останатата неловечка јавност ќе покаже дека не се ловците оние што убиваат, отстрелуваат дивеж, туку ние сме најголемите заштитари, бидејќи ловството во суштина е одледување, заштита и населување на дивеч, па дури тогаш користење на дивечот. Продолжуваме со програмата со турнирот во летечки мети Трап 25 при Ловечката федерација на Македонија, на кој ќе учествуваат 22 стрелци. Со ова го отварам турнирот за отворен и посакувам да победи најдобриот. Добар ден и од мене, стрелци, ловци, пријатели, другари. Добре дојдовте на нашата прослава 79 години постоење на Ловечката федерација на Македонија. И денеска со надпреварот Трап 25 да одбележиме и ние оваа прослава. И им посакувам мирна рака и добро око на сите кои ќе се надпреваруваат. Така да ги поканувам сега председателот на федерацијата и председателот на Ловечкото друштво од Штип да го отворат со по еден гулаб. Дај! Ja! Pomagaj! Ja! Pomagaj! Би ве замолил за малку внимание да ги прогласиме победниците на денешниот надпревар Трап 25 во организација на Ловна федерација на Македонија.
Сега вака, трето место на денешниот надпревар во препукување е Бобан Спасовски Штип. Би го замолил Дени Ристов да дојде да му ја врачи наградата. Трето место најмаличкото. Втор на денешниот надпревар Иван Атанасовски Ода Радовиш. Далибор, председателот на Штип. И прво место на денешниот надпревар председателот на Кинолошки сојуз или федерација Јордан Христовски. Го молам нашиот председател Владко да му ја Алексовски да му ја врачи наградата. Како најзаслужен за овие наши надпревари е нашиот председател Владко Алексовски од Комитетот по ловно стрелство. Една плакета за преголемото залагање и тоа што Ловната федерација на Македонија од нула ја дигна до височини. Му благодариме и затоа ние стрелците му се заблагодаруваме со една плакета. Ви благодарам на сите за вниманието и сега има ловечко графче, да повелите сите на ловечко графче. Покрај мене тука стои на стрелиштето Стрелачки клуб Штип, стои поранешниот председател, можда и најстар председател на ловното друштво Ловец од Штип. Ке сакате ли да се представите? Јас сум Методи Трајановски, председател на Ловечкото друштво од Штип во континуитет од 4 мандата. Тоа се купно 16 години без прекин. Така, браво. Со што се соочувавте во тој период? Имаше и убави и предпоставувам дека и немили сцени, настани. Видите, во тоа време беше многу полесно да се биде организатор на едно ловечко друштво. На што се должи тоа? Па секако и климата беше, имаше голем број на ловци. Ловечките друштва не се содружуваат со финансиски потешкоти. Со мала членарина друштвото живееја богати. Колку ловци броеше порано друштвото? Ја кога стапи прв пат на функцијата председател на друштвото, имаше повеќе од 1000 членови. 1000 членови, благодарение што овде во Штип имаше една голема касарна, имаше многу војска и главно офицерите и војните лица беа членови на друштвото. Така, се организираше ли во ваше време вакви настани некои стрелби? Јас бев првиот што почна со вакви манифестации. Со летечки мети, така? Да, и со летечки метици и со организација на вакви собири на ловци. Така, да. Ке направиме една хајка и после хајката ќе организираме ловечки ручек правите, предпоставам, така дружење, веселба меѓу ловците. Прв пат во Штип јас ги организирав и ловечката вечер. Така, браво. Прв пат од мене почна. Од мене почна и ловниот туризм. Така, и ловците го прифатија тоа, така? Ловците тоа го прифатија. Изложба на ловечки куќи да, правевте некојаш? И тоа. Првата смотра на ловечки куќиња со судии од Скопје, од факултетот за земјоделие, беше судијата Божиновски. Прв пат јас го доведов тука да биде главен судија за отсука на ловечки куќиња. Со други зборови, вие го насочивте ловното друштво Штип, во кој правец треба да оди и да се надградува. Па видите, ние кинолошкото друштво во тој момент беше одвоено од
од ловечкото друштво. Така. Во мое време јас успеав да ги спојам во едно друштво и почнува тие организации за смотри на ловечки кучиња и оценување на квалитет. Вие претпоставам дека сте ловец, така Да, долго јас сум години. ловец. Од колку години почнете да ловите? Јас сум ловец, ова е 54-та година. Значи од Активно. Активно. Но и се уште. Така, да. И уште моите се 79 години и уште сум активен. Така, браво. Ви посакувам уште долги години да ловите, да се движите по овие терени и каде грешат младите да ги поправите и да им покажете во кој правец треба да се движи Јас ловството. сум љубител на природата. И најпрво што би ги советувал младите ловци да ја сакат природата. Да ја гледаат како дворот собствен, да го гледаат. Оти природата е тоа што дава, а ние сме должни тоа да го почитуваме. Да го почитуваме и да го чуваме. Со оваа ваша убава искажана реторика и приказна, ќе завршиме овој краток разговор. И уште нешто ако имате да порачите кон нашите гледачи и ловци. Благодарам што ова сегашниот председател Владко прв Алексов. се сети овака да не повика и да подсети дека некогаш порано постоеле и други на негово место. Ви благодарам уште еднаш. Да сте живи и здрави. Стави коректно. Овој може да добие одлична оценка. Компактен мускулозен. Чекор прво. Компактен. Компактен мускулозен. Паралел движение на глава. Сува, горна линија. Сува. Силен крок. Средно силен крок. Нозе чврсти паралелни. Ангел Џосаковски. Ловачки гори. Многу да пише. Нозе цврсти паралелни. Цврсти паралелни. Ајде, дечко, уште една покруг. Подиме. Ангел Козаковски. Не. Ангел Козаковски. Подови издасли. Ловачки. Слободно движење. Добра акција. Задојно. Оценската листа одма да ви ја дадам. Ајде, идеме, било. Слободно движење.
Горна линија. Ти може да биде. Да. Je panjel što je dobro. Да, да. Овој што има бе? Овие црните кои се? Овие. Господинот Перо Божиновски ќе ги додели првите место, прво, втори, трето место на денешната ревијална изложба тука. Копов? Значи, овие се кучиња кои што посетуваат родовник и заслужуваат да имаат пекарче дома во витрината и да му дадеме на господинот Перо Божиновски, all round судија интернационален, да одлучи кои ќе бидат првите 3 места. Ево ја ќе се консултирам сепак со... Добро. А ти не судиш, ја и он судим. Ти види се, ја вака мислам, овој прв да биде, овој Коповот е многу убав. Копов, овој од ова страна, мажи. Мажи го, да. Тој 6 години стар. Така е, не е по. Тогаш ќе биде он, Епанјелот и Посавец. Да? Да, така е. Само Копов да биде прв. Да, да. Прво овие 3. Ајде, Коповот нека дојде со мажјакот. Еден значи Копов. Вие, господине, дојдите и вие. Имаме потесен избор. И Посавецот мажјакот. Ова се вака 3. Изборот на судијата. 3, еве ќе ставиме уште, ќе оставиме Епанјелот, нека биде 4 и од нив 4, значи Епанјел Бретонот. 4 и Бигл. И Бигл. Ова се 5 од кои 3 Први 3 места. На останатите им благодариме. Останете за една фотка да направиме сите заедно. Застаните ви тука, господине. Застанете и овде, дечко. Да, не, зад него. Опа! Намести овој, нека го намести подобро да стои малце. Намести го подобро да стои. Да. Не знам. Добро, добро. А? Не знам. Тогаш вака ќе биде, ништо. Да. Лабај го, моца. Јордан, трето место. Трето место ќе биде Словачки Копов. Словачки Копов. Честитки, ве молам, честитки. Застани тука, застани. Второ место ќе биде Епанјел Бретон. Второ место Епанјел Бретон. Дојде вамо. И прво место ќе биде Посавскиот Гонич. Оди од оваа страна. Прво место Честитам ова да го подобро да го Честито. Да го држете само. Ајде ве замолам само дојдете сите што сте со кучиња тука да направиме една слика заедно. Ве молам. Да. Земи си го ова. Вака. Така. Дај го на мене на судијата. Опа, пази. Се стига од сапарата. Дај ми ова. Нема закачи, не? Таман. Нема. Јас имам еден балканец, но сум тату, дојшме дава да го фаќа.
Им се заблагодарувам на сите учесници на оваа ревијална изложба. Ви посакувам нареден пат да ви има во што поголем број, а сега пристапуваме кон вториот дел од ова.